екипата на Спортинг во Лигата на шампиони импресионира со една одлична игра, тимска игра. Значи не е силата нивна во браќата Коста. Играт еден одличен ракомет и не случајно има 3 победи од 3 надпревари, 3 победи во Лигата на шампиони. Не случајно така лесно можам да кажам го демолираја Веспрем. Но ова е нов надпревар. Играме пред домашна публика и мислам дека таа публика знае да препознае квалитет и дека заедно со наша добра игра ќе ни помогне за наша добра игра да се представиме во едно одлично светло и да извојуваме победа со еден мощен, тежок и мощен разигран противник екипата на Спортинг. Да, не доаѓа од некоја земја која како што сме навикнати да доаѓаат од Данска, од Франција, од Германија или Португалија во последно време покажува многу и на репрезентативно ниво, а голем дел од тие играчи се и тука во Спортинг, така да се надевам на една одлична представа наша и една одличен надпревар. Спортинг игра во страшна форма, можам да кажам. Тоа го покажа и на домашен терен против еден гигант како што е Веспрем. Но ние играме на домашен терен пред своји навивачи, пред своја публика. Како на секоја утакмица, така и на ова, ќе дадеме се од себе, да се бориме и да се радуваме на први бодови во оваа сезона. Главната сила кај за мене се таа бековска линија составена од браќата Коста и од средниот бек Натан, кој игра доста брз, доста модерен ракомет и тешко е на нив да се направи фаул. Значи имат исклучително добра топка проложување на таа акција под фаул и нивната главна одлика ја прави нивниот напад кој е мощно ефикасен и постигнува преку 40 голови на надпревара. Тоа го многу екипи го искусија, така да и на последното дерби што го имаја со Бенфика победата со 15 разлика не беше случајно во таа утакмица, во тој надпревар и делуваат мощни, импозантно добри во таа транзиција. Играат брз, модерен ракомет со контри трчаат многу. И тоа е, да наша да играме добра одбрана, јака цврста и да спречиме нивниот брз напад.